Добро вечер, Дневник на ТВ+. Ова се дел од содржините. Останете со нас. Нема акција, непотребно се создава паника, вели Спасовски. Истекува рокот за набавка на огревно дрво од шумско стопанство. Се отвори изложбата Фотосалон Куманово 2015. Немаше никаква полициска акција, ниту приведувања, туку само зголемено присуство на полициските сили во Кумановско-Скопскиот регион, истакна при денешната посета на полициската станица во Матејче министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој нагласи дека полициското засилување не е поради влез на вооружена група од Косово. При денешната посета на полициската станица во Липковско Матејче, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски истакна дека нема никаква акција, ниту претреси или приведување, туку само зголемено присуство на полициските сили во Кумановско-Скопскиот регион. Имаме зголемено присуство на терен, превентивно зголемено присуство, бидејќи навистина во овој период имаме сериозни предизвици кои што се и ризици за безбедноста и во Македонија и во регионот, имаме бегалска криза. И во рамките на сите овие активности, Министерството за внатрешни работи е со зголемено присуство овде, во Кумановскиот, во Скопскиот регион, се со цел да се обезбеди поголема сигурност и стабилност на граѓаните на Република Македонија. Не би сакал навистина да се создаваат фама или страв кај населението, заради тоа што навистина нема потреба од една таква работа. Имаме соработка со граѓаните од овој регион, ме информираше и командирот на полициското одделение за посета на населените места, разговор со граѓаните и од тој аспект мислам дека треба сите да бидат спокојни, бидејќи Министерството за внатрешни работи ги презема сите мерки кои што значат засилување на безбедносната состојба во државата. Тој нагласи дека Кумановско-Скопскиот регион треба да биде под поголем надзор, зашто е северен дел од границата и тука често има илегални преминувања. Безбедноста и сигурноста на граѓаните на Република Македонија и безбедноста на целата држава ги оправдува сите средства и сите акции кои што се предземат. Да, има полициски патроли, тоа е работа на полицијата и не треба да никого да го загрижува работењето на полицијата, заради тоа што тоа е една нормална појава. За тоа ќе има проценки, додека ќе се цени дека треба да имаме зголемено присуство, тоа ќе го направиме. Вие знаете дека нивото на безбедност е подигнато веднаш после нападите во Париз. И тоа трае до ден денеска и во главниот град и во другите места. Мислам дека многу подобро е да делуваме превентивно за сите од сите можни аспекти. Спасовски негираше дека полициското засилување е поради влез на вооружена група од Косово, посочи дека контролите се поради бегалската криза и можното нарушување на состојбата со обидите за илегално преминување и криумчарење на мигранти. Во четврток истекува рокот за договор со шумско стопанство за набавка на огревно дрво. Надлежните потенцираат дека интересот кај жителите е навистина голем и дека подружницата има капацитети да ги обезбеди потребните количини. Откако ќе се испорачаат договорените количини, вишокот ќе биде пуштен во продажба. До четврток жителите на општина Куманово, Липково и Старонагоричане имаат можност да потпишат договор со шумско стопанство за набавка на огревно дрво. Раководителот Ваид Саити потенцираше дека интересот е навистина голем и дека тие имаат капацитети да ги обезбедат потребните количини. Во тек е, тоа значи има заинтересирани многу граѓани, доаѓав редовно, секој ден вршимо договори со сите наши граѓани на општина Куманово, Липково, Старонагоричане. Ќе обеќам дека 100% ќе земев најдобри дрва, на време, све што квалитетно, али тоа е интерес опет на нашите граѓани, пошто ми со ова цена што го имамо, на пример, бука кошта 2371 динар, држимо цену за приватни фирми кои треба да продаваат дрва и по 3500 и по 4000. Саити потенцираше дека откако ќе ги испорачаат договорените количини, вишокот ќе биде пуштен во продажба. Нема да има проблем, луѓе доаѓав, граѓани доаѓав редовно, правимо договори,
и ќе почнеме сега, чим време ќе почне да се управува, одма ќе почнеме да носимо дрва за сите тие граѓани кои имав договор, имав предност, ако имав вишак, некој граѓани кој немав договори, тие ќе чекава. Овие што имав договори, тоа е обавеза на нашата подружница да ги снабдувам с добри и квалитетни дрва. Инаку пензионерите и инвалидите имаат можност дрвата да ги отплаќаат на 8 рати. Доставата се врши по исплата на половината од ратите. Околу 240 мигранти од Сирија и Ирак, кои речиси 3 недели кампуваа на граничниот премин меѓу Македонија и Србија, конечно одлучиле да се префрлат во транзитниот центар Табановце. Тие се сместени во монтажните објекти и шатори поставени во кругот на центарот. Инаку продолжува доброволното префрлување на мигрантите од транзитниот центар Табановце во Винојук Гевгелија. Во центарот на Табановце остануваат 1038 мигранти. Летното сметање на времето почнува од ноќеска, така што во 2 часот часовникот ќе се помести за 1 час понапред и ќе биде 3 часот. Летното сметање на времето во 2016 година завршува на 30 октомври во 3 часот со поместување за 1 час наназад. Одлуката за денот и за моментот на воведувањето и завршувањето на летното сметање на времето е објавена во службен весник на Република Македонија. Со поместување на стрелките на часовникот за 1 час нанапред, утре во 2 часот наутро почнува летното сметање на времето. Часовниците ќе се поместат за 1 час нанапред, односно времето во 2 часот ќе се смета како 3 часот. Преминувањето од зимско на летно сметање на времето и обратно првпат е забележано во 1916 година во државите на северот на Европа и сега се практикува во 70 земји. Во западна Европа поместувањето на стрелките на часовникот е воведено на почетокот на 70-тите години на минатиот век со образложение дека се продолжува денот, се овозможува заштеда на електрична енергија, се зголемува продуктивноста на работната сила, се подобрува прилагодувањето на луѓето и работниот ден станува поефикасен. Во поранешна СФР Југославија, а со тоа и во Македонија, летното сметање на времето првпат е воведено на 27 март 1983 година. Летното сметање на времето ќе заврши во последната недела од октомври во 3 часот наутро, кога стрелките на часовникот ќе се поместат 1 час наназад. Љубителите на уметничката фотографија синоќа имаа можност да присуствуваат на отварањето на изложбата Фотосалон Куманово 2015, која организира Фотокиноклуб Козјак. На изложбата беа поставени 120 наградени фотографии од автори од 60 на држави. Меѓународната изложба на Фотокиноклуб Козјак се реализира веќе 1 деценија. Во уметничката галерија синоќа беше отворена традиционалната изложба Фотосалон Куманово 2015, која ја организира Фотокиноклуб Козјак. Присутните имаа можност да видат 120 наградени фотографии од автори од 60 на држави, работени во 4 теми: слободна, црно-бела и колорит, природа и живот. Овој фотосалон кој иначе јубилеен оваа година и една најстара изложба на Фотокиноклуб Козјак од Куманово. Пристигнаа негде околу 360 автори со нивни 4700 фотографии. Изложбата помина во најдобар ред. Беа поделени околу 120 награди. Да, една од наградите ми припадна на мене, односно FIAP диплома. FIAP е најголема светска организација на фотографии. Така да ми представува големо задоволство што добив FIAP диплома. Фотографиите ги избрало стручно жири од мајстори на фотографија во состав Бора Рудиќ, Ераша Милоевиќ и Борислав Миловановиќ од Србија. Ова е добра прилика прво да се видат на едно место под исти критериуми, под иста диоптрија, фотографии на познати мајстори со светско реноме и на наши автори од овде. Тоа е многу важно и тоа е она што оваа изложба ја прави посебна. Ова е можност да на едно место бидат видени овие трудови од публиката која во други прилики не би имала можност да ги види. Награда на годинишниот фотосалон доби и Кирил Штрков од фотоклубот Елема од Скопје. Искрено да кажам, немав никакви очекувања. Ова е дигитална изложба кај што се појавуваат
Јас верувам до 5000 фотографии, така да очекува човек е навистина многу амбициозно. Пријатно сум му изненаден, зема Фијап Рибон, така да и фотографиите што ги гледам на оваа изложба, големо задоволство ми носи тоа што и мојата фотографија е меѓу ваков одличен избор што го направил фотокиноклубот Козјак. Секогаш кога фотокиноклуб Козјак има организација на изложба, јас сум секогаш учествувам со своји фотографии. Оваа меѓународна изложба на фотокиноклуб Козјак се реализира веќе една деценија. Со прикажување на представата Жена од минатото и читање на светската и македонската порака, во недела ќе се одбележи Светскиот ден на театарот. Влезот ќе биде слободен за сите љубители на театарот. Во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, театар Куманово, во недела ќе се одбележи Светскиот ден на театарот. По тој повод кумановци ќе имаат можност во 20 часот да ја проследат представата Жена од минатото. Истата вечер ќе биде прочитана и светската и македонската порака од актерките Александра Михајловска и Сања Русеска. Во недела е ден на театарот, имаме бесплатна представа за нашите редовни посетители на репертоаре Жена од минатото, веќе позната меѓу нашите сограѓани. Во понеделник имаме гостување од Скопје, Неверство од Харолд Пинтер, една преубава драма, што исто ја нудиме на нашите гледачи. Во среда е албанската драма Револвер. Во четврток наредниот нашата позната комедија Идиоти. Така што навистина една богата содржина програма со разновиден репертоар. Пак ќе повторам на наше задоволство и верувам на задоволство на публиката. Инаку представата Жена од минатото е според текстот на Роланд Шиме Фелинка во режија на Нела Витошевиќ. Влезот ќе биде слободен за сите љубители на театарот кои ќе се јават да направат резервација. Времето денеска во Куманово беше умерено облачно. Максималната температура се искачи до 11 степени Целзиусови, а минималната се намали до 0 степени. За утре метеоролозите најавуваат умерено облачно време со дожд, при што дневната температура ќе достигне 11, а утринската ќе се спушти до 6 степени Целзиусови. Ова беше се во дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.